Беше тоа на 9 јануари 1856 година, кога во Неготин е роден Стеван Мокрањац, српски композитор, музички педагог и академик. Неговото музичко дело извршило големо влијание врз подоснежните генерации композитори и се одликува со изворедна смисла за уметничка обработка на музичкиот фолклор. Умрел во Скопје на 28 септември 1914 година. На 9 јануари 1909 година во Прилеп е роден Рампо Левков Левката, народен херој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Македонија, адвокат и поет. Поради својот револуционерен дух, често бил затворен. Од есента 1941 година живеел и действувал полуилегално и со голем успех работел на омасовувањето на оруженото востание на македонскиот народ. Автор е на поемата Бабуна. Во Прилеп, по тешка тортура од страна на бугарската полиција, е убиен на 19 септември 1942 година. Беше тоа на 9 јануари 1914 година, кога во Охрид е роден Иван Точко, истакнат современ македонски писател и новинар. Учесник е во Нов на Македонија, работел како новинар во Нова Македонија, Радио Скопје и уредник на списанието Македонија. Автор е на збирките раскази Бојана, Акорди, Прстен, раскази, Лебедова песна, премиера, како и на новелите Вино за душите и Греф. Последно негово објавено дело е драмата во 8 сцени Плуто. Умре во Скопје на 12 ноември 1973 година. На 9 јануари 1991 година председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија усвојува наредба со која изречно се бара расформирање на сите нерегуларни вооружени формации на територијата на државата. Беше тоа на 9 јануари 1996 година, кога британската новинска куќа BBC почна да емитува програма и на македонски јазик. На 9 јануари 2015 година во Тирана почина Цветан Мазнику, првиот председател на македонската заедница во Албанија и еден од најголемите поборници за правата на македонците што живеат во оваа земја. Основно образование завршил во родното село, гимназија во Драч, а дипломирал на факултетот за рударство во Санкт Петерсбург. 2 децении работел во рудникот во Подградец, а исто толку и во Институтот за истражување во Тирана. Од 1990 година активно почнал да го собира народното творештво од областа на Голобрдо. Автор е на повеќе дела кои го фаќаат богатото културно и духовно богатство на македонците во Голобрдо.